Почитувани медицински сестри, стоматолошки сестри, техничари и акушерки. Ми представува чест што можам да ви се обратам и да ви го честитам одбележувањето на Меѓународната недела на сестринството, со која се укажува на значењето на овие здравствени работници, без кои здравствениот систем во ниту една држава не може да функционира. Оваа година, со оглед на актуелната здравствена криза, Меѓународната недела на сестринството, јас би ја нарекол Меѓународна година на сестринството. Ова произлегува од фактот дека вие сте на првата линија на борбата со невидливиот непријател со кој се справува целото општество. Да се биде медицинска сестра значи да се биде хуман и целосно посветен на медицинската професија. За да се оствари тоа, има еден услов, а тоа е да се сака човекот. Вашиот профил на здравствен работник поминува најголем дел од времето во контакт со пациентот и се грижи за севкупната благосостојба на пациентот. Ова особено доаѓа до израз во овие тешки денови, кога заедно со докторите се справувате со епидемија од невидени размери. Настапивте храбро, одлучно, дури и по цена на вашето здравје, откажувајќи се од вашето слободно време и запоставувајќи го своето семејство. COVID-19 инфекцијата сепак не ве спречи да бидете со своите пациенти, да им ја пружате најдобрата здравствена нега, но и морално да ги охрабрувате со чувствителни погледи и зборови. Стоматолошките сестри се значајна алка од стоматолошкиот тим и без нив е незамислива работата во стоматолошката ординација. Особено значајна улога има стоматолошката сестра во спречување на ширење на инфекции. Стоматолошките интервенции се високоризични интервенции за трансмисија на инфекции, каква што е инфекцијата со COVID-19. Поради тоа, стоматолошката сестра презема се за спречување на преносот на инфекцијата преку стоматолошката услуга на пациентите. На крај, сакам да ги поздравам сите членови на Сдруженијето за нас, пред се да ви посакам добро здравје, а по надминување на оваа здравствена криза да продолжиме со заедничките активности кои беа започнати уште минатата година.